Кога го подготвував разговорот, малку го чешлав, го читав буџетот, односно како е поделен буџетскиот колач во државата, кому како, и за разговорот, посебно буџетот за институцијата председател на државата. Годинава председателот добива 95 милиони денари, што во изминатите 4 буџети наназад е тука некаде околу 10-20 милиони денари е разликата. Меѓутоа, за да направиме споредбата со другите институции или министерства, тоа му доаѓа некако на нивото со хидрометеоролошкиот завод кој што добил 95 милиони, или тука некаде со Државната изборна комисија, или пак мано скоро дупло има добиено за разлика од институцијата шеф на држава. А ако ја направиме споредбата со другите министерства, например Министерството за труд и социјала добило 50 милиарди денари, а најмалку Министерството за култура 202 милиони денари. И целата оваа бројка, мислам, е таква кај што ни е многу јасно дека во една ваква држава како што сме ние, поскромна, и не може толку многу да се амбицира некој за да добие огромни буџети, затоа што чергата ни е токава колку што ни се нозите, или обратно беше. Гостинка во утрински брифинг ми е поранешната судика, врховна судика и актуелен член на Институтот за човекови права, а нејзе ја повикав заради следниот разговор. Во вашиот институт се крчка подолго време еден закон кој што треба да ги регулира, односно да ги скрати привилегиите на екс-шефовите на држава. Зошто се занимавате со овој закон? Што е тоа што ви испровоцира да еден ваков закон да се донесе во државата? Па имајќи во предвид состојбите во нашата држава и како што кажавте дека ние сме сепак скромна држава со финансиски средства, а имајќи во предвид и дека подолго време тој закон не е разгледуван, се одлучивме да видиме што содржи рамката на тој закон и оценивме дека таа рамка е многу широко дадена и доста недефинирана. Имено нема определување временско на одредени права кои што се предвидени за екс-председателите на државата и често може да се случи да дојде во прашање да имаме во државата двајца председатели кои што треба да ги плаќаме. Актуелниот, кој се разбира мора да ја врши својата функција, но и тој што заминало таа функција да екзистира во буџетот на државата со доста големи примања. Добро, ние во моментов имаме двајца актуелни бивши председатели на државата и уште двајца кои што се веќе починати, меѓутоа дел од нивните семејства веќе се тука или надвор, ама и тие се влезени во тој буџет. Што ќе значи еве конкретно намалување на привилегијата? Во кој дел од тие привилегии ќе се крати? Па видите, во оваа рамка, во овие примања предвидени за екс-председателот, секако дека треба да се направат некои корекции. Имено може да секако дека тој екс-председател не треба да се остави без примања, без плата. Меѓутоа, она што е предвидено во законот дека тој по завршување на мандатот има право на плата како и актуелниот председател, е веќе едно прашање кое што пак понатаму рефлектира и временска обврска да тој човек ја прима таа плата до крајот на животот. Сега, нашиот закон, постоечкиот актуелниот закон, предвидува 3 основи по кои се оди во престанокот на мандатот е кога завршува мандатот, нели, тој веќе оди, ако не е повторно избран, оди во друга позиција. Односно има право да ја продолжи поранешната своја работа или пак да оди во пензија ако исполнува услови за пензија. Ама до сегашните примери покажуваат друго, дека тоа не се случило, иако во самиот закон има таква можност по негово барање тоа да го направи. Законот не предвидува обврска да оди. Исто така може да престане функцијата. Но во законот има и можност да се пролонгира на некое време, додека се чувствува да му мирува, додека се чувствува подготвен да ја обавува функцијата што претходно или кариерата да ја гради, и потоа веројатно
да се врати на оние привилегии што тој ги нуди добива и законот. други права со цел да продолжи со своите активности доколку има некои активности кои што му биле зацртани во неговата да речам професионална активност. Бидејќи по завршувањето на мандатот тој добива исто така канцелариски простор, добива тројца службеници и стручни лица, потоа добива службено возило, добива возач, добива лично обезбедување. Што тука би му се скратило во ова што го добива? Па еве, да речеме, не е дефиниран просторот, канцеларискиот простор кој што го треба да го добие, па се случува да тој простор биде енормно голем. Или да речеме тројца службеници По 200-300 квадрати. Па така се зборува сега. Јас не сум вршила истражување кој колку добил, меѓутоа така се зборува. Ако има рамка, затоа реков рамка, законот, ако има колку он може да добие канцелариски простор, колку стручни лица, нашиот закон предвидува 3, меѓутоа за разлика од нашиот закон, да речеме во законот во Хрватска и во Србија, се 2 службеници. И таму не е дефиниран канцеларискиот простор. Службеното возило со личен шофер, исто така, може би има право на такво нешто, но тоа да биде дефинирано не за лични потреби, да може стално да го користи, туку евентуално за некои потреби кои што би уследиле заради вршење на некоја негова дејност, која што е поврзана со она што тој представувал во поранешниот период. Не за секојдневна употреба да биде. Добро, во овој дел во законот вие предвидувате и кратење на привилегиите на членовите од нивните семејства, особено на членовите од семејствата ако екс-председателот е покоен, како што беше тоа, како што е тоа со покојниот Борис Трајковски. За разлика од нашиот закон, во српскиот и хрватскиот закон тоа не е предвидено. Меѓутоа еве кај нас тоа е предвидено така што ако председателот почине за време на мандатот, тогаш неговото семејство во кое влегуваат неговата сопруга и децата можат да ја добиваат онаа плата која што тој би ја добивал како актуелен председател. Она што значи добивање на овие средства од неговата сопруга, тие се трајни, значи ги прима трајно, а неговите деца до 26 годишна возраст, доколку се наоѓаат на редовно школување. Меѓутоа, интересно во постоечкиот закон, според мене е тоа што неговите деца имаат право, покрај ова, имаат право на стипендија, која што стипендија можат да ја користат како за школување во земјата, така и во странство, но покрај ова има и уште еден додаток кој што им ги покрива сите трошоци, како што се исхрана, сместување, други материјални трошоци околу студирањето и така натаму, што е сепак голем издаток. Сакате да кажете дека ако имаат амбиции да студираат надвор од државата и уште имаат амбиции во некои од престижните универзитети, дали е Стенфорд, Харвард, државата тоа треба да го финансира. Да. Аха. Добро, вие разговаравте ли, еве имаме 2 живи бивши председатели на држава, и Иванов и Црвенковски. Дали случајно вака седнавте со нив да ги видите нивните ставови кои се? Не сме разговарале, бидејќи тоа почетокот на оваа наша заложба за промена на овој закон започна некаде пред пандемијата уште, значи повеќе од 2 години некаде, но изготвивме една верзија на законот и го доставивме до собранието, меѓутоа немавме повратна информација и тоа слушнав дека собранието нешто не е така расположено за овој закон и го чува во фиока. И тука застанавме и сега ме изненади вашето барање да еве. Па ние затоа сме тука да ги подтурнеме работите таму што ќе застанат ако некој не слуша. Собранието вели дека од сега навака ќе бидат потранспарентни и повеќе ќе соработуваат со новинарите, затоа и подпишаа новинарите со собранието еден заеднички договор за меѓусебно слушање и разбирање. Инаку мислам дека треба да се отвори некоја расправа во врска со овој закон и тогаш да се слушне стручната јавност какви размислувања има за евентуални промени на овој закон. Вие во универзалниот разговор ми спомнавте дека
актуелниот председател на државата Пендаровски веќе нешто размислувал како би се однесувал кога ќе заврши неговиот мандат? Слушнав. Дали би го прифатил тој ова што сега како привилегии би го имаат поранешните Слушнав дека тој наводно, не сум сигурна, бидејќи јас не сум разговарала со него, дека дал изјава дека ќе оди на своето старо работно место, односно нели е професор на некој од факултетиве. Па и возраста му е таква кај што може уште да даде за државата во својата кариера. А како сигурно се направила сондажа во соседството, во комшиите, за да се види докај се тие стигнати во законот за привилегиите на поранешните шефови на државата и што од нив ние можеме да купиме? Па и нивните закони не се нешто специјално дефинирани, меѓутоа, еве ви велам, околу таа рамка на привилегии имаат некои скратувања, да речеме во хрватскиот закон најмногу може да ја користи платата што ја примал пред тоа до 5 години. Во српскиот закон исто така најмногу онолку колку што траел неговиот мандат, што значи имаат некои рамки кои што се многу пократки од она што е кај нас предвидено. Судика, не можам да ве пуштам од студиото да се заминете, ама да не ве прашам на нешто што ви е и дел од вашата професија. На алтернатива за да влезе во власта е удоволено да меѓународна ревизија на неколку судски процеси, како што е Диво населје, потоа Алфа, Малиот Алмир и Монструм. И ме интересира вашиот став да го слушнеме за тоа. Па мојот став во врска со ова прашање е следниот. Според мене не може да се прави политичко партиски договор за прашања кои се однесуваат на судската власт, што значи не може на некој начин тоа произлегува дека се врши мешање во судската власт, да се уредуваат прашања со политички договор. Дали тоа сме власта или државата да се дозволи судството да се претвори во желботека за да да се удоволи на некој од апетитите на коалиционите партнери? Не може да се дозволи, секако, меѓутоа и судството веќе реагираше. Судскиот совет даде изјава дека тоа е недозволено, дека би представувало мешање во судската власт, бидејќи судскиот совет е тој кој што се грижи за самостојноста и независноста на судската власт и со право реагираше како и председателката на Врховниот суд. Наместо ревизија што можеле да бараат, ако биле незадоволни од предметите, ако се тие предмети завршени, можеле своевремено да вложат редовни правни лекови или вонредни правни лекови, па дури незадоволната странка може да бара да поднесе апликација до Европскиот суд за човекови права во Страсбург, доколку е повредено некое човеково право. А колку што слушнав од медиумите дека тие предмети не се сите правосилно завршени, туку има и предмети кои што се уште се работат, што значи недоволната странка има право на редовен и вонреден правен лек и сите оние целата онаа постапка до крајот на завршување на предметот. А тоа е различно со оној случај поранешниот министер за внатрешни работи Љубе Бошковски кога беше во затвор ставен од Мјалков, па потоа повторно го актуализираше случајот, имаше друга завршница? Тоа беше актуализирано по пат на судски постапки, не само иницијативно или по желба на некого. Значи, тука е разликата во... Огромна е разликата. Секој пат мора да се почитува она што значи судска постапка, дали е граѓанска, дали е кривична, управна и така натаму. Меѓутоа, во нашиот правен систем постојат процесни постапки кои што определуваат кога и на кој начин недоволната странка може да го заштити своето право. Господја Коцови, благодарам што дојдовте. И јас ви благодарам на поканата. Со ова ние го завршуваме денешното издание на утрински брифинг. Ве поздравувам.